Да, време за нашите следни гостинки. Добро утро им велам на господјата Тулаха Тахир од Македонскиот центар за граѓанско образование и на Ана Пискачева од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проект на УСАИД. Добро утро, Ана, и до тебе. Добро ни дојдовте пред се во Македонија наутро. Како сте ни во? Добро, фино. Ке зборуваме за навистина интересна тема, неколку активности кои што ги имате во последно време. Пред се би сакал краток вовед да ни дадете за активностите на општините за продлабочена соработка на проектот за меѓуетничка интеграција во образование. Со задоволство, Илија. Меѓутоа, прво кратко, проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование од крајот на 2011 година до крај на оваа 2016 година. Проектот ги опфаќа сите училишта, основни и средни, сите општини. Основата за соработката со општините има своји законски одредби, односно механизми и инструменти што се вградени во законските одредби и што овозможуваат операционализација на работата на општините во соработката и во давањето на нивната поддршка со училиштата за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Имено, Советот на општината ја донесува годишната програма за работа на училиштата, годишниот извештај за работата на училиштето. Градоначалникот, како раководител на административно-стручните служби во општината, го изготвува извештајот за работата на овластениот инспектор и така натаму. Тоа се тие неколку законски одредби кои што сега заради временската ограничена се вредно да се спомнат. Инаку, општината и целта на нашата соработка со општината во давањето поддршка на училиштата за меѓуетничката интеграција во образованието е со цел да одговорностите, обврските што ги имаат одговорните за образование во општината постанат редовна обврска и одговорност, а не да се препушти тоа на случајот. Кои се одговорностите? Имено, и тие многу кратко сублимирано би ги споделила со вас. Првенствено, одговорните за образование во општините треба да учествуваат на обуки, работилници, менторски средби, разни видови менторирања и работилници кои што ги унапредуваат нивните капацитети за спроведување на меѓуетничката интеграција во училиштата. Имено, одговорните за образование и самата општина треба да бидат стожерот околу кои се координираат, поддржуваат, организираат активностите, заедничките активности, дебати, тркалезни маси, кампањи кои што се со цел да ја подигнат свесноста на граѓанинот за бенефитите на меѓуетничката интеграција во образованието. Ние, работејќи со сите општини, одлучивме да се фокусираме кон 20 на општини со кои што ќе имаме изразена соработка со цел да даваат попродлабочена поддршка, односно да реализираат попродлабочена соработка со училиштата во насока на давање на нивна поддршка, обезбедување ресурси, координирање на активности, поддршка, организирање на медиумско покривање, вмрежување, партнерување и така натаму. И досега се покажа дека е возможно. Односно, овие законски одредби всушност се насочија кон ваква продлабочена соработка и согледавме дека е можно и дека треба овој вид на обврски и одговорности на одговорните за образование да се спроведуваат како редовни обврски и одговорности. Така. Ќе можеме ако да ги прокоментираме и фотографиите кои што ни ги донесовте. Ана, зашто станува збор? Фотографиите се дел од заедничките ученички активности кои се реализираат ширум сите училишта всушност во Република Македонија. Се одвиваат ученички активности каде што ученици од различни наставни јазици или во рамки на едно повеќејазично училиште или помеѓу две партнерски училишта спроведуваат заедно наставни и вонаставни активности. Овие активности, конкретно што ги гледаме и тоа што сме денес да зборуваме тука, се поддржани од програмата за мали грантови на проектот, каде што, покрај тоа што спомнатула поддршката која општините им ја дава на училиштата при спроведување на овие активности, и нашиот проект дава финансиска поддршка за овие активности во вид на мали грантови. Значи, училиштата аплицираат со свој план на активности и програма за активности помеѓу учениците. Значи, крајната цел и основата, всушност, зашто го правиме сето ова е
да ги овозможиме еден контакт меѓу учениците од различните наставни јазици, можно што ја немаат во рамки на редовната настава, бидејќи се или поделени во различни згради, различни смени, различни училишта, и на ваков начин преку заедничката работа и соработка сакаме да ги подготвиме за живот во едно мултикултурно општество како што е Македонија. Значи имаме прекрасни приказни како што на пример со дводневна екскурзија помеѓу две училишта од Шашка, Лирија и го заборавив, се извинувам другото име, ќе ми простат наставниците. Учениците беа заедно 2 дена во планинарски дом, каде што ни кажуваа наставниците за приказни, каде што за само 2 дена деца кои претходно не се знаеле, ученици кои учат на македонски и албански јазик, всушност станале толку блиски другари, што еве ни ја кажаа приказната за Газим и Марко, кои биле тотално нераздвоени. Значи само со 2 дена структурирани активности според методологијата која проектот им помогна на училиштата да ја стекнат, овие ученици веќе стана пријатели, едноставно кажаа Марко и Газим не сакаа да се разделат на таа екскурзија. Така, многу успешен проект и уште поуспешни приказни има од истите овие активности кои што вие ги имате. Би сакал малку да позборуваме и за наставничките факултети за унапредување на меѓуетничката интеграција. Од самиот почеток, уште во осмислувањето на проектните активности, примат и главен партнер во работата на проектот е Министерството за образование и наука, Државен просветен инспекторат, Биро за развојно образование, Центар за стручно образование и обука, односно сите клучни образовни институции, со цел да се обезбеди одржливост. Нели, процесот на меѓуетничка интеграција е процес кој што никогаш не запира, постојано треба да се унапредува, тој е бесконечен, нема крај. Затоа, после крајот на овој проект, значи кој треба да биде на крајот на оваа година, треба да се обезбеди процесот да тече со механизми, инструменти и така натаму. Меѓутоа, еден многу важен, комплексен пристап треба секако да ги опфати и наставничките факултети, односно факултетите кои што обезбедуваат иницијално образование на идните наставници. Ние тоа го сторивме и во соработка со деканите, наставничките кадри на наставничките факултети, обезбедивме интегрирање на одредени сегменти во предметните програми на концептот, односно главните елементи на концептот за меѓуетничка интеграција во образованието, се со цел да им се овозможи, да им се понуди и на наставните кадри, и на студентите да се опремат со пристапи, методи, практики за еден интеркултурно сензибилизиран и компетентен едукатор. Односно, наставникот кој што завршува со своето иницијално образование да има професионален и личен профил на компетентен едукатор за интеркултурно образование. Исто така, што е многу важно да се напомене, обезбедивме преку нашата соработка со 5 автори и стручна соработка со доцент доктор Маја Мухич, обезбедивме изготвување на публикација со назив Теориски практични погледи за примена на меѓуетничката интеграција на наставничките факултети, што е веќе при крај со печатењето и следи промоција и дистрибуција на сите 5 наставнички факултети. Публикација која што ги нуди овие приоди, практики и методи што ги спомнав. Само на тој начин, само со културно, интеркултурно сензибилизирани и компетентни едукатори може да се обезбеди постојан перманентен раст на квалитетот на образованието. Образование кое што вреднува диверзитет, право на еднаквост независно од припадност на општествен слој, етничка заедница, јазик, религија и обезбеден континуиран контакт помеѓу припадниците на различните култури во едно диверзитетно општество како што е нашето. Квалитетни наставници, значи квалитетен процес на учење, квалитетни ученици. Би сакал разговоров да го завршиме со оние постери кои што ни ги донесавте во студиото, има можност да ги видат и нашите гледачи и се разбира планери за училиштата, што опфаќа сето ова. Значи, постерите се последната алатка која произлезе од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Станува збор за 2 постери кои се дистрибуирани до сите училишта во Македонија. Значи, во моментов трае дистрибуцијата. Секој училишна зграда ќе добие вакви постери. Едниот е постер планер за активности, каде што училишниот персонал ќе може да ги внесе сите активности. Тоа се овие? Точно така, ова е планерот на активности, каде што може во текот на месецот да ги запишат податоците за сите активности за меѓуетничка интеграција кои се добиваат во училиштето, со цел целата училишна заедница да биде запознаена.
А вториот постер е постер каде што училиштата ќе може да ги запишат сите податоци, информации, слики, извештаи кои се за кои треба родителите да бидат информирани, така, токму така. Значи за сите активности каде што нивните деца се вклучени, училиштето ќе може да ги извести родителите. Зошто го спомнуваме ова и зошто родителите ни се толку значајни? Значи како што споминавме, проектот опфаќа еден холистички пристап. Кога станува збор за тема како меѓуетничката интеграција, исклучително е важно да ги вклучиме сите чинители активно, не само да бидат информирани, туку да бидат и вклучени во овој процес. Значи покрај проектот кој ги гради капацитетите на училиштата, овозможува деломна финансиска поддршка преку малите грантови, општините, наставничките факултети. Родителите се една исклучително важна алка од целиот ланец. Значи, ако ја немаме поддршката на родителите, не би можеле да бидеме успешни во целиот овој процес. Значи, значајно ние, родителите, не само да бидат информирани, туку да покажат интерес и да бидат вклучени во овие активности и да дадат поддршка на нивните деца и да се обидуваме сите ние да ги израснеме во граѓани какви што сакаме. Значи, граѓани кои се способни и се водни да живеат во едно мултикултурно општество. Со овие зборови ќе го заокружиме денешниот разговор заедно со вас. Ви благодарам многу на гостувањето во утринската програма. Се гледаме во некоја наредна прилика и ви посакувам многу успех понатаму. Ти благодарам. Благодарам.